Добар ден! Во новата премиера отстапуваме од редовната шема и скоро цела емисија ја одвојуваме за моторциклите. Подготвивме детален извештај од новитетите прикажани на јубилејната 80-та смотра во Милано. Таму имаше што да се види, а повеќе од сигурно е дека следната моторциклистичка сезона ќе биде драматично возбудлива. Честа на 4 тркала денеска ја бранат Volvo M90, Renault Kardian и Rimac Nevera, која стана најбрз автомобил во светот во рикверц. Од достигнатите рекордни 412 км на час и запишување на уште 20 рекорди на патеката во Папенбург, Римац Невера повторно се врати на местото на злосторот, да го дополни официјалното портфолио на рекорди. И тоа се случи. Во присуство на судија од Гинисовата книга на рекорди, фабричкиот возач на Римац, Горан Дрндак, достигна брзина на 275 км на час, но овој пат во рикверц. Ова го овозможи конструкторското решение на Невера, која нема менувач и 4 индивидуални мотори вртат во два смера, напред или назад. Volvo конечно го представи својот прв електричен моноволуменец, моделот со ознака M90. За да го свртат вниманието на јавноста, швеѓаните досега за него неколку пати ни сервираа доза информации, случајно или намерно заборавајќи понешто да ни кажат. Така сега, кога го гледаме во целокупното своје издание, овој моноволуменец делува повеќе премиум отколку што се очекуваше. И поголем за што се погрижија неговите габарити, должина од 5,2, широчината од 2 и височината од 1,86 метри. Меѓускиното растојание му е растегнато на 3,2 метри, а тежината е искачена на дури 2760 килограми. Добар дел од неа отпаѓа на батериите со капацитет од 116 киловат-часа, кои ќе му обезбедат автономија од 738 километри према кинеските стандарди. Електромоторот со 272 конски сили ги задвижува само задните тркала, забрзувајќи го до 100 км на час за 8,3 секунди. Внатрешноста е исполнета со се што може да се замисли за удобни патувања на 6 патници. Дури и повеќе од тоа, зашто сведочат аудиосистемот Bauer Wilkins со 21 звучник, централниот екран од 15,4 инчи и уште еден со слична големина поставен на покривот кој може да се користи за забава или деловни видеосостаноци. За почеток, Volvo M90 ќе им биде достапен само на купувачите во Кина, каде ќе се произведува и продава за високи $118,000, а кога ќе стигне во Европа и Северна Америка не е објавено. Не е кажано ни дека тоа е само добро преработена верзија на Zikr 009, но тоа сите веќе го знаат.
Рено представи нов компактен кросовер кој во Бразил ќе го започне својот поход низ светот, но на него ќе ја заобиколи Европа. Најблиску што ќе стигне ќе биде Мароко, каде се планира негово производство. Замислен е да го замени Сандеро Степвеј, на чија техничка основа е изведен. Сепак, стилски многу се разликува и има современ изглед со одводелни предни светлосни групи кои му ја даваат моќната и динамична појава. Новитетот во споредба со Сандеро Степвеј е малку подолг и поширок, но и понизок. Клиренсот му изнесува импресивни 209 мм, а зафатнината на багажникот 358 литри. Интериерот е унифициран со европските верзии на Логан и Сандеро, со разлика кај управувачот и на централниот тунел, каде место класична рачка на менувачот се наоѓа џојстик и посебно копче за паркирање. На бразилскиот пазар ќе се нуди со 1-литарски турбобензински мотор кој развива 125 конски сили, способен да работи и на алкохол. Менувачот е 6-степен, роботизиран, а погонот е само на предните тркала. Опременоста е богата, цените не се познати, а почетокот на продажбата во Бразил е најавен за март 2024 година. Сакајќи да донесе повеќе свежина во својата тамошна понуда, заедно со него француската компанија во Бразил покажа и концепт на пикап возило. Наречено Ниагара се карактеризира со моќни и изразито модерни линии со кои се најавува стилот на идниот асортиман на марката. Сериската судбина не му е до крај известна, но може би за пар години ќе го замени моделот Oroch, кој е пикап верзија на првата генерација на Dacia Duster. Претходниот викенд Милано беше епицентар на светската мотоиндустрија. Огромниот број изложувачи на 80-тото издание на EICMA ги пречекаа ордите посетители кои за да видат што има ново во светот на двете тркала платија по 25 евра за влезница. Се забележуваше дека и покрај силните активности традиционалните производители губат дел од вниманието, кое новите и послабо познати имиња од мотосветот агресивно им го крадат. Токму заради големиот број новитети што ги донесоа со себе, ќе ви останеме должни за нивното представување. Исполнувајќи ја желбата на своите обожаватели, Дукати ја представи најновата верзија на сенаменскиот мултистрада. Зад неговата ознака V4 RS се крие технички бисер со 180 конски Dimstronic агрегат од Street Fighter и алуминиумска монокок рамка. Комплетниот електронски пакет и врвната опрема треба да ја оправдаат високата цена од преку 35.000 евра. Посериозните ентузијасти ке се радуваат на рели изданието на Desert X, кое повеќе е прилагодено за офроуд авантури. Олеснетите тркала напред од 21, а назад од 18 инчи се облечени во професионални пневматици, додека двоцилиндричниот мотор од 937 кубни сантиметри кој развива 110 конски сили е оптимизиран за терен. Услонувањето е со поголем од и заштитено од навлегување кали прашина, а дисплејот наместен така лесно да се чита во стоечка позиција на возачот. Како опција покрај стандардниот во кој собира 21 литар, се нуди дополнителен резервоар за уште 8 литри гориво, кој се поставува на задниот дел на моторциклот. Новитетот доби и посебно преносни односи и специфична калибрација на електронските системи и режимите на возење. Сето ова докажува дека не се занемарени ни најситните детали и барања на неговите купувачи кои за него ќе одвеат 22.000 евра. Значаен новитет беше и Hypermotard 698, во кој Дукати го вгради својот нов едноцилиндричен агрегат, водено-ладениот Super Quadro Mono, кој во суштина представува половина V2 мотор на Panigale 1299. Има работна зафатнина од 659 кубни сантиметри добиени со клип со голем пречник и мал од што му овозможува да се сврти до 10.250 вртежи во минута.
Стандардно испорачува 78 конски сили кои со вградување на тркачки издувен систем ќе нараснат на 85, спарене со 6 степен менувач и лизгачка спојка, а системот за брза измена на преносите е стандарден. Се разбира, првиот степен е доста долг за да се овозможи агресивно возење низ свиоци. Рамката е доволно цврста да ги издржи сите малтретирања, на што се подготвени и ослонувањето и електрониката. За запирање пак се грижат алуминиумски дискови со брембо клешти, прилагодливи рачки и радијална пумпа, а системот против блокирање има 4 нивоа на подесување. Ако треба да бираме кој моторциклистички новитет на EICMA беше најжелно очекуван, тогаш Moto Guzzi Stelvio сигурно ќе се најде на врвот. Името му припаѓа на минатото на марката, но техниката доаѓа од иднината, благодарение најмногу на новиот агрегат од 1042 кубни сантиметри кој испалува 115 конски сили. Новитетот задржува некои високо препознатливи стилски линии од острата гама модели на Guzzi, но и карактеристичните технички решенија како што се попречената поставеност на V2 моторот и карданскиот пренос. Особено богатата опрема се подразбира така што е еден од ретките во сегментот кој може да се пофали со електрично прилагодливо ветробранско стакло. Инженерите посебно се гордеат со електронскиот пакет возачки асистенти кој обединува адаптибилен темпомат, контрола на мртвите агли, промена на коловозната лента и систем за итно сопирање. Опремен е и со систем против блокирање кој може да се деактивира на двете оски за возење надвор од асфалт. За кулминација на богатото наследство и врвните технологии спакувани во моторциклите со орел со раширени крилја во логото беше задолжено проширеното V85 Maxi Enduro семејство со 3 верзии кои се разликуваат според намената. Моделот со ознаката Strada го представува почетното ниво и како таков е полесен и поедноставен, со алуминиумски тркала и минимална опрема. V85TT е оној што веќе го знаеме со жичани тркала и скромни теренски способности. Од друга страна, TT Travel е наменет за подолги релации, за што е докомплетиран со големо ветробранско стакло, дефлектори и странични куфери. Сите три модели го имаат истиот агрегат од 80 конски сили, а заедничка им е и рамката. Иако не беа сосема нови, МВ Agusta во прв план на својот штанд ги изфрли моделите Rush и Brutale. Со право, бидејќи тие ја представуваат сршта на 8-децениското постоење на италијанската марка и најдобро илустрираат зошто таа толку многу е почитувана од мотозаедницата. А како и не би, кога од својот еднолитарски 4-цилиндричен агрегат извлекуваат преку 200 конски сили, правејќи ги способни за остварување на сите желби. Најмногу внимание сепак привлече вистинскиот новитет, авантуристичкиот LXP Orioli, кој е сериска верзија на 2 години порано покажаниот концепт со ознака 9.5 Lucky Explorer. Иако датира од пред времето кога марката се придружи на KTM групата, со него се означува продолбочувањето на врската меѓу две моќни мотоимиња и влегувањето на МВ Agusta во нов сегмент. Се очекува цената да му надмине 30.000 евра. Погледнете како магнет ги привлекуваше и воздишки измамуваше ретро моделот Super Veloce 98 кој визуелно длабоко се наврќа во историјата на марката и нејзиниот прв моторцикл, култниот MV98 кој му правеше друштво. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг.
новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Италијанските марки се посекувани и почитувани помеѓу моторциклистите и тие ја сочинуваат сршта на културата на две тркала. Впечатливите изведби и атрактивниот изглед се нешто што ги краси од најголемите до најмалите модели. Сепак, Италија е родна земја на скутерите, а таа традиција ја одржуваат со посебна страст. Априлија комплетираше својата спортска гама со алката што недостасуваше и со представувањето на RS457 за чекори во нов сегмент кој гледа како на идните генерации, така и на нови пазари. Лесен и забавен за возење, овој потполно нов моторцикл се издвојува со технологиите и стилот. За него е подготвен ултрамодерен и напреден паралелен твин агрегат со водено ладење способен да испорача 47 конски сили кои посебно доаѓа до израз заради малата тежина од 159 килограми. Од конкуренцијата се издвојува по тоа што куќиштето на коленестото вратило служи како носивна компонента. Има алуминиумска рамка, ride-by-wire систем, 3 режими на возење и подесливо ослонување. И реакциите на системите против блокирање и пролезгување може да се подесуваат, а достапна опција е електронскиот Quick Shifter. Естетски одава почит на најновата тркачка генерација, чија карактеристика се агресивната аеродинамика и препознатливиот визуелен идентитет. За да се потврди посветеноста за исполнување на барањата на се попробирливата публика, целиот пакет е комплетиран со исклучителна управливост која го гарантира задоволството во возењето по кое Априлија е прочуена. За својот настап на 80-тото издание на EICMA, Бенели избра интересен пристап, посветувајќи големо внимание на помладата публика. Затоа и покрај авантуристички изведениот BKX 300 лансираше и 3 нови торнадо модели. Означени со бројките 300, 400 и 500, тие се карактеризираат со лесното ракување, привлечниот дизајн и страста во возењето што ја овозможуваат моќните двоцилиндрични агрегати, помалиот со 35, а поголемите два со 47 конски сили. Ваквиот од законски причини ограничен дотур на сила овозможува тие да работат со висок ритам, кај моделот 300 дури и со 11.000 вртежи во минута. Челичната рамка и квалитетното ослонување ветуваат спортско совладување на свиоците. Во продажните салони ќе пристигнат на почетокот на 2024 година.
Со 5 новитети, Мото Морини имаше успешен настап во Милано. Иако виден уште пред салонот, во прв план беше новиот крузер Калибро. Освен со својот типично американски изглед, со доста ниско седиште, тој привлекуваше и со агрегатот од 650 кубни сантиметри, кој може да се добие со 61 или 47 коњски сили. Покрај него, гордо истакнувајќи својата комбинација на елеганција, сила и иновации, се најде обновениот Милано, но сепак централното место беше резервирано за Escape 1200. Задвижуван со големиот двоцилиндричен агрегат со 125 коњски сили, тој донесува совршена рамнотежа меѓу естетиката, функционалноста, силата и незината контрола. Меѓу најпрепознатливите елементи се LED светлата со трепкачи и TFT екранот со интегриран систем за навигација. Располага и со 4 режими на возење. Големиот број посетители се интересираше и за сосема новиот V2 агрегат од 750 кубни сантиметри инаугуриран во моделот Corsaro. Двете верзии кои стојат на располагање го прават совршена машина за патување. Агрегатот кој се карактеризира со SUV картер и коленесто вратило кое се врти во спротивната насока има агресивни 96 или смирени 47 коњски сили. Привлечниот стајлинг е дополнет со низа технички решенија за кои во овој момент не се знае се, бидејќи моторциклот се уште во фаза на прототип. Италијанскиот специјалист Italjet ги представи најбруталните скутери на светот. Уште првиот поглед покажува дека поинаков епитет за Dragster 300 и 559, како што им се ознаките, не може да се употреби. Уникатни се во се, овие скутери со високи перформанси во сите детали изгледаат зверски. Со должина од преку 2 метра и агрегатите од 550 и 300 кубни сантиметри кои испорачуваат 58, односно 24 коњски сили, делуваат способни за многу посериозни предизвици од било кој конкурент. Поголемиот модел има 6-степен менувач, додека кај малиот трансмисијата е поконзервативно решена со вариоматски пренос. Рамката е направена од челични цевки со додатоци од алуминиум, возачката позиција може да се подесува по височина, а ослонувањето е скоро мотоциклистичко. Стабилноста и безбедноста ја гарантираат големото меѓуоскено растојание и силните сопирачки, а тука се и квалитетните пневматици Pirelli Diablo. Сето ова има и своја цена која е изразена во евра и не е позната, но во килограми изнесува нешто помалку од 200 за поголемиот и 128 за помалиот модел. Најголема возбуда на штантот на КТМ предизвика зверскиот 990 Duke, кој мотозаедницата желно го посакуваше цели 2 години. Чекањето сепак се исплатеше. Основата за убедливите карактеристики ја даваат огнената моќ на унапредениот агрегат од 947 кубни сантиметри, кои неговите 123 коњски сили го прават најсилниот КТМ со мотор под 1 литар во историјата. Изобилството високотехнолошки решенија ги предводат 5 режими на возење, а впечатливоста во остварувањето на перформансите за кои австриците велат дека се фантастични, лесната рамка и острото ослонување. За кулминација на задоволството ќе се погрижат бројните можности за персонализација според собствените афинитети. Блага доза ажурирање доби и малиот 390 Adventure, кој сега има подесливо ослонување и поживописни колорни шеми, додека агрегатот, менувачот и рамката останаа исти. Со реноме дека ги прават најиздржливите моторцикли, јапонците уживаат посебен углед меѓу октанските јавачи. Најголемиот производител на светот е Honda и настапи со импресивна бројка на новости, но и останатите марки од земјата на изгре сонцето не останаа покуси.
Honda го преплави својот голем штанд на салонот на моторциклите во Милано со цунами од новитети, од толку што не можеше да се одвои што е ново, а што само обновено. Во мноштвото моторцикли, прецизните погледи на љубителите сепак веднаш го пронаоѓаат CBR 600RR, кој после 6 години одсуство повторно се враќа во Европа. Популарниот суперспортист изгледа како да тренирал цело време, ажуриран од сите гледни точки, механички, естетски, аеродинамички и електронски. Тој ќе ги реинкарнира своите вистински гени со високо перформансниот мотор способен да испорача 121 коњска сила при дури 14.250 вртежи во минута. Што значи тоа, не треба воопшто да се коментира. За оние кои не сакаат толку острина, CB и CBR моделите од 650 кубни сантиметри беа унапредени со електронска спојка. Изборот не е случаен, бидејќи овие два мотоцикла се меѓу најпопуларните на марката, а за да останат такви ќе се погрежи и освежениот дизајн. Не беа заборавени ни представниците на Hornet серијата, компактниот CB500 и големиот CB1000. Овие улични тркачи сега се карактеризираат со полут дизајн, нова механика и освежена електроника. Мускулестите облини и агресивниот нос им се различни, но заеднички им е препознатливиот изглед кој делува заканувачки, посебно кај големиот модел. Тој ја има рамката од Fireblade, која се истакнува со својата спортска цврстина. Ослонувањето и силата што агрегатите испорачуваат се очекувани за оваа класа, исто како и електричните пакети за незината контрола. Заслужено внимание беше посветено и на авантуристичката легенда Africa Twin, која пристигнува во две дизајнерски и технички освежени изданија. Подобрувањата на агрегатот донесоа поголем вртежен момент при пониски режими, а оптимизација на системот за напојување и вентилите помирна работа. Ослонувањето е полуактивно, стандардните пневматици ветуваат подобрени перформанси, а поголемото ветрообранско стакло кое се подесува на 5 нивоа с големена заштита од ветерот. Малку подскриен од другите премиерни настапи, имаше и малиот мајстор NX500, со кој Honda ја задвижува некогаш успешната серија забавни за возење мотоцикли со двојна намена. Тоа го покажува и поавантуристичкиот изглед кој никого нема да провоцира, но секому ќе се допадне. Технички ажурирана во духот на времето, механичката основа го прави полесен и трендовските барања на купувачите подобро опремен. На динамиката никој нема да се пожали, што засега не може да се каже за цената, која сигурно ќе биде поголема од онаа на CB500X, чија природна еволуција представува. Поставата на Сузуки во Милано ја предводеа две интересни премиери. Помалиот модел со ознака GSX-8R доаѓа со твин агрегатот од 776 кубни сантиметри со 82 коњски сили и нешто по-спортски карактер кој му ги обезбедува интелигентната електроника. Возачот може да ужива во трите режими на работа, контролата на пролизгувањето, ride-by-wire системот и quick shifterот, а сите подесувања се прават преку 5-инчниот дисплеј. Тестирањата во воздушен тунел и новото ослонување му донесоа аеродинамика оптимизирана за спортско возење, а големите дискови безбедно запирање. Возбуда ќе предизвика и возењето со новиот спортски кросовер GSX S1000GX, кој го донесува најдоброто од двата света. Тој е првиот мотоцикл на јапонската компанија со активно ослонување, а за кротење на неговите 150 коњи е задолжен системот за адаптивна стабилизација. Авантуристичкиот дух е поддржан со контролата на пролизгувањето и тврдоста на амортизерите, а спортскиот со електронската регулација на рачката за газ. Тука е и системот за менување на степените на пренос без употреба на спојка, а сето тоа е заокружено со превентивна контрола на несакано подигнување на моторциклот на задното тркало.
Со мала доза возбуда и големо нетрпение, публиката на годинешното издание на EICMA ги очекуваше новитетите на Кавасаки. Имаше и што да се чека, но јапонците ги криеа од погледите до последен момент. Во меѓувреме можеа да се разгледаат само обновената Enduro гама и специјалните изведби на Ninja по повод 40 годишнината на моделот. Вистинското беше представено на пресконференцијата сосема новите Ninja 500 и Z500. Премиерно настапувајќи, обата модела се опремени со новиот паралелен агрегат кој ги исполнува Euro 5+ стандардите за емисиите. Своите 45 конски сили ги пренесува преку 6-степен менувач со лизгачка спојка за на новите возачи да им го олесни кротењето на силата која одлучно се сложува со лесната решесткаста рамка. Истиот агрегат го има и елиминатор 500 кој со своите крузерски карактеристики представува сушта спротивност иако има доста други заеднички елементи. Во продажба ќе стигне на почетокот на идната година. Своето појавување во Милано го има и хибридниот Z7 и електричниот E1 кои ќе се најдат на пазарот скоро истовремено со елиминатор. Yamaha не дозволи бруталниот MT-09 да биде единствена премиера и во Милано ги донесе уште и XSR 900 GP и Tenere 700 Explore. Со ретро моделот во стил на тркачите од 80-тите години се евоцираше спортското наследство на марката. За да се долови верноста, тркалезното светло е заменето со компактен LED модул, чии леки се скриени зад оклопот, додека перформансите на добро познатиот трицилиндричен мотор со 119 конски сили останаа непроменети. Ревидираниот управувач обезбедува спортска положба и донесува поголемо остварување на предното тркало, а рамката на некои места е прилагодена за подобра стабилност во свиоци. Секако, и кокпитот е во ретро стил. Tenere 700 Explore е визијата на познатиот авантурист наменета за патувања. Опремене со друго ослонување, има пониско седиште и овозможува монтирање куфери. За удобноста придонесуваат и големото ветробранско стакло и брзиот менувач. Во Милано имаше толку многу новитети што за да се прикажат не е доволна временската рамка на нашата емисија. На страстните моторциклисти им ветуваме дека и следната епизода ќе има што да видат, а на фановите на 4 тркала повеќе простор за нив, каде донесуваме нов тест. Поздрав и до гледање до следната сабота.